Наредниве минути за една многу убава креативна приказна во Македонија наутро, на кое што ние како тим и даваме поддршка. Деталите, Ване Кајтева. Еве, внимавај, Кристина, еве едно столче кое што било најдено во канта за опат, земено и целосно реставрирано. Имам неколку дома девојки. Кои што може да се реставрираат. Едноставно, убав ќе биде разговорот во продолжение. Може да го ставам тука столчето јас, да ни седи, како титула, како пехар на успехот. Сакам да ги поздравам моите нови гости во Македонија наутро, Анастасија Павловска и Ивана Павловска. Две сестри кои што ги најавивме ние и вчера, кога ни гостуваше и Маријанот Арно, заедно со едно од наградените идеи во рамките на конкурсот за млади социјални предприемачи, и најавивме овие 3 дена во Македонија наутро дека ќе ги представиме дел од идеите кои што годинава беа презентирани во рамки на проектот Рајс. А сега, заедно со Анастасија и Ивана, за нивниот проект од отпад до нови производи. Прво, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Сакам инспиративни приказни рано наутро, девојки. Колку сте разлика во години? Или близначки сте? 2,5 години сме разлика. Добро, како близначки. Ајде малку да ни дадете вовет на проектот, на тоа што всушност, со што се представивте. Значи, ние се представивме со креативно студио и колектив, кој што има за цел да користи текстилен и кабаст отпад, кој што воспротивно би завршил во депонии, и да создаваме нови производи. Иван е моден дизајнер, затоа меѓу првите проекти е и штофот кој што го изработивме за самото столче, кој што, како што кажа, го најдовме на улица. Нашата цел е понатаму да вклучиме уште повеќе млади луѓе, не мора да бидат само уметници, сите млади луѓе кои што имаат некоја креативна страна од нив и воедно би сакале да заработат повеќе пари, да не се приклучат заедно да изработуваме најразлични производи за колекции. Тоа не е идејата. Одлично, но верувам дека како идеја не е нешто ново. На ова размислувате години наназад, како нели од идеја до реализација, да го опишеме целиот овој процес, од кога почнавте да се интересирате за создавање на еден ваков проект и за всушност реализирање на една ваква убава социјална мисија, бидејќи преку ова не е само работа, преку ова се пренесуваат и убави пореки, тоа е суштината на разговорите што ги правиме со вас. Некако уште од мала почнав да собирам многу ѓубре и моите многу ме кара. Леле, исто јас правев продавници, собирав од смоки, остатоци, и такво ѓубре собирав и продавав. Со листови ми купува. Значи, јас може да смислам некој, да се придружам вака во проектот. Добро. И што вела твоите? Зашто? Што е ова? Зашто? Кај го најдова? Зашто го собра? Ама никогаш не размислија дека може и една професија да ми стане. И после тоа кога продолжив на факултет или на моден дизајн, цело образование си го фокусирав на одржлива мода, на рециклирање, на апсайклинг и све. И како што се развиваш идејата, видов дека има проблем што ќе правиме со помалите остатоци од материјалот. И има некои материјали што не би се искористиле нели за алишта за све. И бевме кај што ќе правиме, следно беше штоф. И штоф, мислам, ако приметите на дизајнот, све е направено како колаж, е состав од некои мали парченца, направени во слои, е изграден многу поквалитетен материјал од што е првичниот. Така, ево го гледаме и на фотографија сега ова што го имаме тука во студиото. Каква ви е замислата? Како би продолжиле да функционирате? Како би ги вклучувале другите луѓе, односно што е следниот чекор сега после презентирањето на проектот и добивањето на пофалбите? Значи, ние си го поделивме периодов во неколку фази. Сега во првата фаза сакаме во главно се фокусираме на текстилен отпад. Имаме 3 машини, но би сакале сега во иднина да набавиме скоро уште една машина која што ни е потребна и со тоа да вклучиме повеќе луѓе кои што ние би ги научиле вештините, би им ги дале материјалите и заедно ќе создаваме нови производи. Ама за сето тоа не треба поголем простор, затоа планот ни е сега да се пријавиме и на зелени идеи од Арно, и на уште некои други надпревари со цел нели да ги собереме тие средства и да може да го создадеме просторот за креирање. Многу ми е кеф и многу ми е мерак кога слушам вакви приказни,
посебно во овој период од животот што сега го поминуваме, кога само младите зборуваат за иселување, за немање иднина тука, го гледам вашиот жар и вашата љубов кон ова што сте го направили, сакам прво да ви честитам, вака и малку со емоции, бидејќи навистина убава порака едноставно пренесувате. Ако се ослободиме, ако знаеме што сакаме и во оваа земја и на овој мал простор каде што живееме, едноставно креативната енергија може да излезе од нас. Ние тоа сакаме да го дадеме на младите луѓе, бидејќи ние осетивме како е да имаш огромна поддршка и цела армија на луѓе кои што веруваат во твојот сон. И затоа никогаш не се плашавме дека ете може ќе ни пропадне идејата, затоа што знаеме дека имаме поддршка. И затоа ни дојде идејата за колективот да ги мотивираме младите луѓе заедно да соработуваат и да нема потреба да се иселуваат. Каков е интересот? Вака кога ќе им го образложите проектот? Ја можам да кажам вака од пријатели. Да, блиските луѓе, што прогнозираат, каков е нивниот интерес, како тие гледаат на ова? Велат, може тука, не може? Може и посебно пошто одржливо сега е некако многу голема тема се и у секоја сфера. Можам да кажам еден интересен момент, од порано луѓе, еве вака што ми збореле дека да не собирам ѓубре, сега најнаш ми звонат на телефон, ми вика, ми праќаат слики на месенџер, Ивана, покрај овај ваканта има вакво столче, дојди земи, ја по пижами по све, одиш и зимаш, така да, мислам дека од самото тоа што ние го правиме, луѓе од страна гледат и се интересираат, пошто нешто не секој дневно сега да дојде некој нели од канта да земе столче и да земе дома да го реставрира, сега за сега. Така да интересот е голем. Исто така имаме сватено дека има и многу креативни луѓе што сакаат нешто да прават, ама не од секогаш биле кај не сме доволно добар. И сега кој ми ја покажуваме техникава дека нели од многу еве вака од мали парченца што може уствари да се направи, така малце ги заинтересирува, што можат и они да направат, да придонесат и све. Така да со самото тоа што правиме гледаме некој ефект. Многу се штеди, со ваква креативност многу се штеди, кога зборуваме за семејниот месечниот буџет дома. Да, посебно пошто материјалите нели не се бесплатни. Плюс и луѓе едва чекаат да си ги исчистат плакарите, ама не знаат кај да ги носат стварите, да не завршат нели у канта. Така. И така звонат, донираат, подржуваат. Моден дизајнер, ќе се согласи со мене, текстилната индустрија е една од, ако не и најголем загадувач во светот, па вака преку овие примери, убави примери, само можеме да го искористиме текстилот. А знаеме колку денеска е ефтино да се купат парчиња гардероба, колку тоа се прави масовно. И колку останува отпадот од текстил? Останува многу. Еве сега посебно пошто работам со стари алишта, го гледам и квалитетот на старите алишти и на новите што не може ни уопшто да се спореди. Така. Девојки, ви честитам за идејата, ви честитам за истрајноста, моментот да се борите се тоа да ја здогледа светлината на денот, да едноставно и преку вашата работа и преку вашите активности бидете пример и не само на младите луѓе, туку и на повозрасните кои што не знаеме можеби да ги креативните идеи во нас да ги сврлиме надвор, не сакаме да излеземе од нашата комфорт зона. Која ќе биде вашата порека до тој карактер на луѓе? Прво мора само да се заблагодариме на Арно и нивната Райс програма, бидејќи тоа беше она што нас не мотивираше од нешто семче да прерасне во еден плод. И ние сакам исто така да им кажеме на младите дека секој може да го направи ова ние што го правиме и би им порачале да ни се придружат. Ако сакате до постарите што не знаат што да прават со отпадот низ дома, секогаш има решение. За секој вид на отпад има како да се рециклира скоро. Ама кога ќе се расчепка поубаво, може да се најде место кај да се донираат, на кого да се дадат за да ги реупотреби, така да малце посвесни одлуки кога доаѓа до купување и до отстранување на производите од дома. Јас велам генерација Z ќе го промени светот. Тука влегувате вие, така не ве прашав за години и многу сакам кога имаме Бранко млади луѓе во студија, редовно ќе се викаме млади луѓе, верувам ме поддржуваш. Јас сакам кога имаме млади луѓе, ама да не насловуваат со постари, повозрастни ако може. А ние на нивните години како ги условувавме луѓето кои што се не условувавме нивните години, да те подсета вон времето.